إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večer va bi'idhnillahi ta'ala ke продолжиме со трите темели и овај дерс би'идhnillahi ta'ala е предпоследниот дерс од усулу ثلاثة од трите темели, што така вечерва и идната џума со дозвола од Аллах субхана ва ta'ala ќе ја завршиме ова изворедна книга. Шейх الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله veli tuka: فلما استقر بالمدينة أمر بالبقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والآذان والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين. Šejh Muhammed rahimahullah velit: koga poslanikot sallallahu alaihi wasallam se smesti vo Medina, Allah subhanahu wa ta'ala mu gi naredi, mu gi objavi ostanatite verski propisi, kako što se zekatot, postot, hađot, borbata vo paton na Allah subhanahu wa ta'ala, ezanot, наредувањето за добро и одстранување од злото и други прописи од исламот. Ова траеше, значи останатите верски прописи во Медина, што му ги нареди Аллах субхана ва таала на неговиот посланик, за да ја совршит оваа вера, траеше уште 10 години во Медина. Уште 10 години во Медина. Што учиме од ова, како што вели Шейх Салих ал-Фаузан хафизахуллах, дека шеријатот, исламската вера, е слезе Аллах субхана ва таала постепено. Значи не одеднаш, за една вечер, се Аллах субхана ва таала е мокен за една вечер да ја слезе. Но од мудроста Аллахова слезе оваа вера постепено, додека се комплетира целата вера. Додека се комплетира целата вера. Шейх Утхаймин рахимуллах велит: она што се разбира дека тука Шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах велит вал аҙан, значи и езанот, значи што е повикување за намазот во џемаат, му се задолжи на посланикот салаллаху алейхи васелам во втората година во Медина. Значи во втората година после хиџра му се задолжи на посланикот салаллаху алейхи васелам езанот. Така што од тоа учиме, од тоа разбираме дека оние 3 години што му беше задолжено на посланикот салаллаху алейхи васелам да клањат во Мека, не им беше задолжено да го клањаат намазот во џемаат, туку индивидуално, не колективно, значи во џемаат. Така што ова почна, значи, намазот во џемаат во Медина. Во Медина, и еден од тие знаци е дека езанот се задолжи во Медина во втората година после хиџретот,
od poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Isto така зекајатот и постот му се задолжи на посланикот салаллаху алейхи васелам, односно на неговиот уммет, во втората година после хиджретот. А хаджот му се задолжи на посланикот салаллаху алейхи васелам во 9-тата година после хиджретот. Значи стана фарс, стана ваджиб хаджот, кога во 9-тата година после хиджретот од посланикот салаллаху алейхи васелам. Така што на крај од тие 10 години што ги помина посланикот салаллаху алейхи васелам во Медина, Аллах субхана ва таала соврши комплетира оваа вера. Соврши комплетира оваа вера. И зато Аллах субхана ва таала објави Ал-јаума акмалту лакум динакум. Јас денеска ви е соврши вас вашата вера. Ва радиту лакум ал-ислама дина. И сум задоволен за вас да бидет ваша вера исламот. Да бидет ваша вера исламот. Шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах велит дека овај ајет Ал-јаума акмалту лакум динакум, овај ајет му се објави на посланикот салаллаху алейхи васелам на Арафат. Значи, кога беше посланикот салсам во хаджот, хаджатул вадаъ, хаджот на збоговување, зашто се збоговуваше посланикот салаллаху алейхи васелам од неговите асхаби, беше последна голема средба со неговите асхаби, зашто после овај хадж посланикот салаллаху алейхи васелам, како што вели шех Салих ал-Фаузан, после кратко време умра посланикот салаллаху алейхи васелам. Така што овај ајет му се објави на посланикот салаллаху алейхи васелам во Арафат на ден на џума. На ден на џума му се објави дека оваа вера е совршена. Оваа вера е комплетирана, нема потреба ни за додавање, ни за одземање. После тоа вели шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах дека посланикот салаллаху алейхи васелам не умре, освен го остави неговиот уммет во јасен пат. Толку е овај пат јасен, лейлуха ке нахариха. Ноќта во овај пат е како ден. Ноќта, темнината е како ден. Зошто? Имаш аргументи. Аргументи јасни, докази јасни од Куранот и од Суннетот. Така што и ноќта е како ден. Ла језигу анха илла халик. Никој не скршнуват, никој не заблудуват од овај пат кој не остави нас посланикот салаллаху алейхи васелам, освен оној кој е уништен. Освен оној кој е уништен. Значи, посланикот салаллаху алейхи васелам не остави нас на јасен вистински пат. А тоа беше Куранот и Суннетот. Куранот и Суннетот. Затоа рече посланикот салаллаху алейхи васелам: таракту фикум ма ин тамассактум бихи лен тадиллу ба'ди абада. Јас сум ви оставил вас нешто. Ако вие за тоа се држите после мене, никогаш нема да заблудите. Никогаш нема да скршните. Што беше тоа? Китаб Аллах ва суннети. Аллаховата книга и мојот суннет. Значи, ова е нашата гаранција. Ова е нашата гаранција за да се чуваме од заблуди, да се чуваме од излизгувања, да се чуваме од погрешни разбирања во верата и тумачење. Држење за Аллаховата книга и суннето на посланикот салаллаху алейхи васелам со разбирање
na Selefu Salih, a vrvните na Selefu Salih se ashabite na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Šejh Salih al-Fawzan hafidhahullah posle to veli teka ovaj ajet, znači deneska vas gdje sovarši vašata vera, ovaj ajet je šehadetun min Allah. Ovaj ajet je svedočenje od Allah subhanahu wa ta'ala, deka ova vera je sovršena i sodržuva site pridonesi za Allahovite robovi i imat site odgovori za nivnite raboti i problemi što imat do sudnjot den. Do sudnjot den. Znači, baraš ti pridonesi, baraš spokojen život, baraš odgovor za tvojte problemi. Odgovor je vo verata su koja je ispraten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A to je islamot. Ta je jedinstvena vera što je primjena ka Allah subhanahu wa ta'ala. Druga vera ne se primat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jedinstvena vera što je prifatena ka Allah subhanahu wa ta'ala je islamot. Nema druga vera. Ta je verata na teuhidot, verata na imanot, a ne kako šod lažat nekoj izboruvat bez znanje i so zabluda da sakat da prodadat verata na širkot, verata na pišuvanje na Allah subhanahu wa ta'ala sinovi i deca, deka taja je verata Allahova. Allah je čist. Allah je čist od ovije raboti. Nikogaš ne povikuvaše Isa alaihi salatu wassalam da je toj sin od Allah ili sami od Bog. Nikogaš. Isa alaihi salatu wassalam je poslanik od Allah subhanahu wa ta'ala i Allahov rob. Allahov rob što beše pokoren sprem Allah subhanahu wa ta'ala, što negi prečekoruvaše granicite na Allah subhanahu wa ta'ala i to je samiot ke biti dvostraf i majkata nego Marijam radijallahu anha na sudnji den sekoj ke se griži za sebe si, sekoj ke biti vo svoja zmisla i vo griža, a ne tije go pravat Bog ili sin na Bog ili ne znam što drugo. Šejh Salih al-Fawzan hafidhahullah velit deka onoj čovek što obnovuvad nešto vo ibadetite, toj čovek, iako nego izgovara toa so negovata usta, so negovite zborovi, no delo to negovo go kažuva toa, a to je najmalce, toj obvinuvat teka ova vera ne je kompletirana. Znači Allah subhanahu wa ta'ala veli jas deneska vjesovarši vas vašata vera. Znači nešto što je sovršeno, ako mu dodadeš, go rasipuvaš. Ako mu izvadiš, isto go rasipuvaš. Toj čovjek što ide so novi raboti vo ibadetite, toj obvinuvat teka ova vera ne je kompletirana. I toj sakat so negovo to delo, to što go izmislil toj, što go obnovil toj što ide so nova rabota, sakat toj da ja dopolnit, da ja kompletirat ova vera. Zašto toj, ako bi priznal, ako bi se soglasil teka Allah subhanahu wa ta'ala ova vera je sovaršil, nemaše da pravit tije novotari što gi pravit. Posle to veli šejh Salih al-Fawzan hafidahullah, така što da ne biti jasno, deka ona što beše del
од верата во времето на посланикот салаллаху алейхи васелам, тоа исто така продолжува да биде дел од верата до судниот ден. А она што не беше дел од верата, никогаш не може да биде дел од исламската вера. Никогаш. И кои луѓе да дојдат со позиции, со ти не знам што, да имаат нивните чалми, колку една џамија големи да им се на нивните глави, не им вредит. Не им вредит, освен она што е со аргументи. А аргументите се Куранот, Аллаховата книга и суннетот на Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Не од некои заблудни глави нешто што измислили и е обновили од нивните сами емоции и страсти и незнаење. Не се прифаќат од ним ништо. Од тие луѓе треба да се бегат како што бега човекот од еден лав. Зошто бегат од него? За да се чуваат себе си. Така исто бегаш од нив да ја чуваш твојата вера. Да ја чуваш твојата вера, што тоа тебе ти е поважно. Зошто животното, ако те нападни тебе, може да ти наштети во твоето тело, но нема да ти го наштети твоето верување. Но тие луѓе, тие ти наштетуваат, ти го отровуваат твоето срце. Затоа треба од нив максимално да се чуваме, иако може би нивните чалми се толку големи колку една џамија и сукаат околу главите. Не им вредат чалмите додека не донесат аргументи. Ние сме луѓе кои следат аргументи, не кои следат личности, не оние кои увеличуваат личности. Ние бараме аргументи, како што вели Шејх Ал-Албани рахимуллах, ние таму сме каде е аргументот. Значи, многу лесна работата. Немат голема филозофија, немат многу зборови. Дај аргумент, заврши секој разговор. Немаш аргумент, остави не на мира. Ние сме во јасност. Ние сме во јасност, во сигурност. А ти ако имаш сомнежи во твојата вера, тогаш се тие твои проблеми. Затоа вели Шејх Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, во оваа вера немат место за додавање или одземање. Немат место. И овај ајет, денеска вас ви е совршив јас вашата вера, тој ајет се насочуват за првата генерација на муслиманите, а тие се асхабите на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, и до секоја една генерација до судниот ден. Значи, ова вера дека е совршена, важи тоа до судниот ден. Не само дека била совршена во времето на Абу Бакр и Омар и Усман и Али ради Аллаху анхум. Не. И другите генерации нашата денешница, додека да биде оваа земја, оваа вера ќе остане совршена, не изменета. Затоа оној кој идет со нови работи, со измислени од себе си, не му се прифачаат на него. Зашто посланикот салаллаху алейхи ва салам велит: "Мен ахдеса фи емрина хаза ма лейсе минху, фа хуа рад." Кој обновува нешто во нашава вера, што не е дел од неизи, тоа му се возврачат на него. Тоа не му се прифачат. Фа хуа рад, значи му се возврачат. И кој и да е, и како и да се викат, и какво и племе и потекло да имат, не му вредит. Додека да донесет аргумент, зашто посланикот салаллаху алейхи ва селем не остави нас во јасност. Ноќта е како ден. Никој не скршнува од овај пат, освен оној кој е уништен. Освен оној кој е уништен. После
После, значи, тие 10 годиња кои ги помина посланикот салаллаху алейхи васелам во Медина, значи тие беа последните годиња од животот на нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи васелам, кој ги живееше во Медина. После тоа вели шех Мухаммед рахимахуллах: "Ва ба'даха туфија салаватуллахи ва саламуху алейхи." После тие 10 годиња умре посланикот Мухаммед салаллаху алейхи васелам. ودينه باقي وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه وشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Posle toa, posle tije 10 godinje, umre poslanikot sallallahu alaihi wasallam, posle toa veli šejh Muhammed rahimullah, no njegova ta vera ostana. Znači, poslanikot sallallahu alaihi wasallam umra, no verata od poslanikot sallallahu alaihi wasallam ostana. I ova je njegova ta vera, so koji beše ispraten poslanikot sallallahu alaihi wasallam, a to je Kuranot i sunnetot što dojde poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Така što nemat dobro, znači nemat nešto što je dobro, osven poslanikot sallallahu alaihi wasallam, go upati njegoviot umet za toa dobro da go pravat. I nemat zlo, osven poslanikot sallallahu alaihi wasallam, go predupredi njegoviot umet da ne go pravat toa zlo. A dobroto, odnosno najgolemото dobro so koje dojde poslanikot sallallahu alaihi wasallam i go upati njegoviot ummet, to je et-tauhid. Tauhidot najvažnata rabota. Spasot za čovekot vo dunjalokot i vo ahiretot. Et-tauhid. I isto taka sve što Allah subhanahu wa ta'ala sakat i je zadovoljan. Znači, poslanikot sallallahu alaihi wasallam ne upati nas za seko jedna rabota, seko jedno delo koje go sakat Allah subhanahu wa ta'ala i zadovoljeni su toa delo. Isto taka ne predupredi nas od zloto, a najgolemo to zlo je širk, pravenje drugar na Allah subhanahu wa ta'ala, zemanje ortak, obožavanje nekoj drugi, davanje, znači posvetuvanje na ibadetot, ili nekoja vrsta od ibadetite što se pravo na Allah subhanahu wa ta'ala, da mu se posveti na nekoj drugi. وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهِ. I sve što mrazit Allah subhanahu wa ta'ala i go otfarlat. Poslanik sallallahu alaihi wasallam ne predupredi nas. I go isprati Allah subhanahu wa ta'ala, go isprati Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dosite luge, znači celosno dosite luge, im zadolži na lugeto, da bidat poslušni sprema poslaniku sallallahu alaihi wasallam, i ne samo na lugeto, i na džinovite. A argumentu za to je govoro na Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Mu velite Allah subhanahu wa ta'ala na poslaniku sallallahu alaihi wasallam: o Muhammed, zbori, ovije luge, ja sam Allahovi poslanik do vas site. Znači, nije poslanik sallallahu alaihi wasallam do Arapite samo, ili do nekoja rasa na luge, ne. Ilejkum džemi'an. Celosno, dosite narodi, bez razlika od farba i od jazik, celosno. Ilejkum džemi'an. Koga poslanikot sallallahu alaihi wasallam umre vo Medina,
a тоа беше во ден понеделник, 12 или 13 ден од месец Раби ел Ауал. Раби ел Ауал, значи од месецот Раби ел Ауал, 12-тиот ден или 13-тиот ден од 11-та година, значи ова е почетокот на 11-та година, после хиджретот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, умре посланикот салаллаху алейхи ва селам. Кога умре посланикот салаллаху алейхи ва селам, ова ги потреси асхабите на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, кои го сакаа посланикот салаллаху алейхи ва селам повеќе и од нивниот живот. И имаа право да бидат, како што вели Шех Уфеймин рахимуллах, и имаа право да бидат потресени. Но дојде Абу Бакр ас-Сиддиқ ради Аллаху ан, кој го уцврсти Аллах субхана ва таала и се качи на мимберот. На мимберот значи во џамијат од посланикот салаллаху алейхи ва селам. И на почеток го славеше Аллах субхана ва таала и потоа рече. Потоа им се обрати, значи, на луѓето, на сахабите од пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Кој го обожавал Мухаммеда, нака знаат дека Мухаммед е умрен. А кој го обожавал Аллах субхана ва таала, фа инна Аллаха хайюн ла јемут. Аллах е жив, не умират никогаш. Не умират никогаш. И после тоа им читаше следниот ајет. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. После тоа им читаше Абу Бакр ас-Сиддиқ ради Аллаху ан овај ајет. Мухаммед е еден посланик, како што беа и пред него посланици, а тој ако умрет или бидит убиен, вие ќе отпадните од верата, значи ќе се вратите назад. Значи така беа исто посланиците пред посланикот салаллаху алейхи ва селам, кои живеа со нивните народи, но после тоа умреа. Исто Аллах Таala вели: иннеке мејитун ва иннехум мејитун. Ти на вистина ќе умриш и исто тие ќе умрат. Значи ова е ајет што кажува дека посланикот салаллаху алейхи ва селам ќе умрет. И како што вели Шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах, дека ахлу сунна вал џамаа имаат конзенс, имаат согласување во нивните редови дека посланикот салаллаху алейхи ва селам е умрен. Освен имат заблудни групи, оние кои бараат помош и бараат се молат на посланикот салаллаху алейхи ва селам и така натаму, кои имаат верувања дека посланикот салаллаху алейхи ва селам не е умрен. Но тие со тоа се во спротивност со она што е дојдено во книгата од Аллах субхана ва таала и суннето на посланикот салаллаху алейхи ва селам и иџмаа и конзезот што е во сахаба и ахлу сунна вал џамаа. Така, кога слушнаа луѓето овие зборови на Абу Бакр ас-Сиддиқ ради Аллаху ан, дека посланикот салаллаху алейхи ва селам е умрен, исто како што умреа и пред него други посланици и пекамбери, почнаа, значи, уште по жестоко да плачат, уште по жестоко беа натажени. Но со сето тоа, после тоа го измија асхабите нивниот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, но кога го измија со неговата облека.
Znači, ne mu je izvadio oblekata na poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Zašto to kako čes sprema poslanikot sallallahu alaihi wasallam, da ne mu vidat auretot, da ne vidat stramnite mesta od poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Zašto česta na muslimanot, a kako je česta na poslanikot sallallahu alaihi wasallam, je nedopirljiva, iako je toj mrtov. Iako je to znači mrtov, česta na muslimanot, a kako je toga što za poslanikot sallallahu alaihi wasallam nedopirljiva i beše zasukan, znači vo belo platno, tri pati, znači beše zasukan vo belo platno poslanikot sallallahu alaihi wasallam i go zakopa, kada je grobo danes kod poslanikot sallallahu alaihi wasallam, noćta od streda, znači noćta od streda, beše zakopan poslanikot sallallahu alaihi wasallam. No, kako što reče šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimullah, iako poslanikot sallallahu alaihi wasallam umra, no njegovata vera, so koja go isprate Allah subhanahu wa ta'ala, ostana i će ostanit začuvana, zašto Allah subhanahu wa ta'ala je čuvat do sudnji den. I ova je od blagodatite od Allah subhanahu wa ta'ala na ovaj ummet, da go čitame daneska Kuranot i da go čitame sunnetot od poslanika sallallahu alaihi wasallam, bez da ima nikakva promena. I znajme koji se prenesuvačite, generacija po generacija, du poslanika sallallahu alaihi wasallam go imame sinđirot. Ova je od ogromnite blagodati koje ne počesti nas kako muslimanja Allah subhanahu wa ta'ala. Se ako gledame kaj drugite veri, tije nema lanec. Među tije što gi tvrda tije kako nivni poslanici, se nikogaš Ibrahim a.s. ne bil evrejn i ne bil kristijan. Ne, bile tije muslimani sita. So teuhid. Ni Musa a.s. ne bil evrejn, bil muslim. Ne bil evrejn. Nema ti nikakov lanec, iljadnici, stotici godini ima prekin lanecot. Znači ne zborime za 10 godini 20, jedan vek, ne, vekovi imat prekinuvanje na lanecot. A kaj nas nemat ni jedna generacija prekinuvanja. Nemat. Lanecot je povarzan do poslanikot Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I poslanikot sallallahu alaihi wasallam ne umre, osven Allah subhanahu wa ta'ala sovarši ova vera, kompletira ova vera. Koga zavarši, znači, su njegovata da'wa, su njegovoto povikuvanje i misija, togaž go zeda Allah subhanahu wa ta'ala poslanikot sallallahu alaihi wasallam kaj sebe. No sovarši ova vera. El-jevma ekmeltu lekum dinekum, daneska vas je sovarši vaša ta vera. Ova koga se objavi na poslaniku sallallahu alaihi wasallam? Kratko vreme pred njegovata smrt, na Arafa, voden na džuma. I Allah subhanahu wa ta'ala velit, jaz daneska je sovarši vaša ta vera. Znači ova vera je sovršena, kompletirana. Nema potreba ni za dodavanje, ni za odzemanje. Ova treba da go shvatime mnogo dobro. Znači, sekogaš ti koga sakaš jedno delo da go praviš, uvek treba da baraš argumenti. Ako nemate argumenti, togaš ostavi go. Kako što velit Abdullah ibn Mas'ud radijallahu an, podobro je da praviš malu dela, no so sunnet da se, od što da praviš mnogo dela, no so novotarija. Znači ti se zamoruvaš i se trudiš, no so što? So bid'a.
со новотарија. Ова џабе не ти вреди тебе. Не ти користит. Повеќе ќе ти штетит. Зошто? Ти обвинуваш Аллах субхана ва та'ала дека тој не ја совршил оваа вера. Ти не веруваш во овај говор на Аллах субхана ва та'ала ел јаума акмелту лекум динекум. Јас денеска ви совршив вас вашата вера. Некој ако рече, не па јас верувам. Да, ама твоето дело кажува нешто друго. Твоето дело тврди нешто друго. Затоа не се лажи со зборови. Кажи се да си вистински муслиман со дела. Со дела, како што рече Шех Абдулла ел Бухари хафизахуллах во Медина, се уште се делата огледало за зборовите на човекот. Значи, делата се огледало за твоите зборови. Не е работата само убави зборови, да се накитуваш, да се разубавуваш со убави зборови. Не, дела требит. Дела, не само зборови. После тоа, спомнува Шехул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, аргументи дека луѓето после нивната умирачка имат да бидат оживени. И после нивното оживување ќе се прави со ним обрачон. За добрите работи ќе бидат добро наградени, а за лошите со лошо. Ова го спомнуват пак Шех Мухамед рахимуллах, зашто човек може да се прашат зошто сега, која е таја, значи, мунесебе, која е таја приликата што поврзува тука да Шех Мухамед рахимуллах повторно зборува сега за оживување, кога ние тоа го учевме во базите на иманот. Но Шех Мухамед рахимуллах, кога зборуваше тука за смртта од посланикот салаллаху алейхи ва салам, така што беше прилично, значи, се поврзуваат тука зборовите, да спомни, значи, исто, после смртта на посланикот салаллаху алейхи ва салам, ќе имат оживување. И посланиците ќе бидат оживени, а исто ќе бидат оживени сите други луѓе. И со нив ќе се правит обрачон. Со нив ќе правит обрачон кој? Оној кој ги створил, а тој е Аллах субханаху ва та'ала. Но ние нема долго да се задржуваме тука, зашто го учевме тоа верувањето во оживувањето, во, значи, ќе базите од иманот, така кој сакат, нека се врати на тој дерс и тука детално ќе научит тие работи што се поврзани, кои треба да се исполнат и кои се услови за да биде тоа верување да биде праведно. И вели Шех Мухамед рахимуллах, оној кој го негират оживувањето, кафар. Значи, мен кеззеба бил ба'си, кафар. Значи, оној кој негират, оној кој вели да јас нема да бидам оживен, оној кој вели нема да имат обрачун, нема да имат оживување, тој прави неверство. Зошто, како вели Шех Салих ел-Фаузан хафизахуллах, тој негира со тоа една од базите на иманот. И Аллах субхана ва та'ала што велит? Заама аллазина кафару аллен юб'ату. Оние кои направиле неверство, тие тврдат, без да имаат аргумент тие тврдат од себе си свој, што? Аллен юб'ату, дека тие немат да бидат оживени. Кул, о Мухамед, кажи им на нив, кул, бела, ва рабби, на вистина сигурно, ла туб'аthunna, thumma ла тунабба'unna бима амилтум. Јас се колнам во мојот Господар, вие имат на вистина да бидете оживени
i posle toga izvesteni, ne samo oživeni, tuku i izvesteni za site rabote što imate praveno vo vaši život. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. I ova je na visina lesno za Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, neko može da zamislite kao ova rabota je teška, ova rabota je nevozmožna. Ne. Allah veli وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Ova je na visina lesno za Allah subhanahu wa ta'ala. Lesno, znači ne teško. Ama tije luge koji nema razbiranje so kogo ima da rabota tije i nivno to zamisluvanje od Allah subhanahu wa ta'ala je pogrešno, manljivo, togaša i tije se sporeduvat Allah subhanahu wa ta'ala so stvorenijata, togaž mislite kao ovje raboti se teški, no Allah subhanahu wa ta'ala se mokni od velit وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Na vistina to je lesno za Allah subhanahu wa ta'ala. Lesno. Posle to velit šejh Muhammed rahimullah وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَالدَّلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Posle toga, koga spomnува šejh Muhammed rahimullah smrta na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i verovanието во оживувањето и во обраќањето и така натаму, после на крај спомнува шейх Muhammed rahimullah дека Allah subhanahu wa ta'ala сите посланици, значи во нив исто е содржан и нашиот посланик Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, значи сите посланици беа испратени како радовесници и опоменувачи. Вели шейх Уthaymin рахимулlah, радовесници со дженнет за оние кои се покорни спрема нив. Значи, радовесници за оние кои се покорни, послушни на посланиците, а предупредувачи на оние кои негираат она што им се објавуваат, кои негираат наредбите, кои се спротивставуваат на наредбите од посланиците, тие се опоменувачи со огнот. Со огнот на Allah subhanahu wa ta'ala. Бин нар, оган. Ако не можеш денеска да издржиш жештината на овај огон од дуњалокот, тогаш чувај се од еден огон, што е 70 пати пожежок од најжешкиот огон во дуњалокот. Зашто ако ти пробај се, дали можеш да издржиш 300, 400, 500, 1000 степени жештина на твоите раце, на твоите нодзе, на твоето лице, тогаш ако не можеш, не го продавај ахиретот, што е вечити за кратки уживања, за кратки, значи, убавиње од овај минлив дуњалог. Не го продавај. Не го ставај ни во опасност. Зашто човек, кога разбират, кога му се разјаснуваат нему некоја работа, дека му е многу важна во неговиот живот, тој таја работа не само што не сака да ја изгубит, тој не ја става таја работа ни малце во опасност. Зошто таму е важна работа нему. Така и ти. Ако вистински си искрен и вистински си, значи, праведен, тогаш не го ставај твојот ахире што е вечите во опасност за еден минлив дуњалог. Не вреди ни да размислиш. И вели шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах,
وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. Znači, prvi od poslanik je Nuh alaihi salatu wassalam, a posljednji od je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Znači, site ti je bija radovesnici za onije koji im bija pokorni, so džennet, i predupreduvači za onije koji se sprotistavuva na nivnite naredbi, so ogan. A argumentot za to, zašto šejh Muhammed rahimullah ne zboruvat ništo osven imat argumenti. Argumenti od Kur'ana i od sunneto. Ova je pato na selefu salih. Gradenje na tvoja ta vera su argumenti. Što su argumenti? Su od Kur'ana i od sunnetot. Sprema razbiranjetu na selefu salih. Veli šejh Muhammed, والدليل على أن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام قوله تعالى. Argumentot, dokazot, teka prvi od poslanik je Nuh alaihi salam, to je govor od Allah subhanahu wa ta'ala. Inna auhejna ilajk, kema auhejna ila Nuhin wan nabijina min ba'di. Velite Allah ta'ala, mu velite na Muhammed sallallahu alaihi sallam, nije tebe ti objavivme, znači ti dojde objava od nas, kako što mu objavivme na Nuh i na poslanici i te pekamberite posle nego. Znači posle min ba'di, znači posle nego. Znači ovaj dokaz, teka Nuh alaihi salatu wassalam je prvi od poslanik. I broj od na poslanicite je 315. A broj od na pekamberite je 124.000. 124.000 pekamberi. A 315 poslanici. Oni je, kojim gi znajme iminjata, veruvame detalno vonim. Oni je, koji ne gi znajme nivnite iminja, veruvame opšto. Teka Allah subhanahu wa ta'ala gi ispratil nim. Posle veli šejh Muhammed rahimahullah, no posle veli šejh Muhammed rahimahullah deka وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Do sekoj ummet, do sekoj narod, Allah subhanahu wa ta'ala ispraćaše poslanik. Od Nuh alaihi salatu wassalam do Muhammed sallallahu alaihi wasallam. No što beše nivnata zadača, što beše nivnata funkcija, što beše nivnata cel na ispraćanje od Allah subhanahu wa ta'ala? Što beše? Ja'muruhum بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. Im nareduva, site tije poslanici i pekamber, im nareduva na nivnite narodi da go obožavat Allah ta'ala eden i edinstven. I im zabranuva da posvetuvat nivni od ibade, da go posvetuvat, znači nivni od ibade, nivnite obožavanja, da gi posvetuvat na lažnite bogovi. Znači, zabranuvanje od širk, predupreduvanje od širk. Znači, ova je glavna ta rabota, glavna ta misija na poslanicite i pekamberite, da povikuvat vo teuhid i da predupreduvat i da zabranuvat širkot. Ova je glavna ta misija. Ne beše glavna ta misija na poslanicite i pekamberite da barat kralskite stolici, da barat parlamentite, da barat poziciji vo vladata, da barat sudiri, državni sudiri,
državni pučovi, ne beše ova misija na poslanicite. Zato veli šejh Rabija hafidahullah, Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ibrahim alaihi salatu wassalam, imamul hunafa, imamot na monoteistite. Ibrahim alaihi salatu wassalam, koga pojde da gi povikuvat da go povikuvat negovio narod i kralot što beše vo negovo to vreme, koga ne prihvati kralot i ne prihvati negovio narod negovo to povikuvanje, da li Ibrahim alaihi salatu wassalam mu se zakanuvaše na kralot te kake go ubijet, da li mu skina glavata na toj kral? Ne. Tuku što napravi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ti je kipovi koji gi obožava, ti je pojde Ibrahim gi sruši. Ne na kralot negovata glava. Zašto? Ti je se opasnost. No daneska ihwanul muflisin, ihwanul mufsidin, hawanatul muslimin, ne gi interesirat oni grobovi koji se obožavat so Allah subhanahu wa ta'ala zajedno i kojim se posvetuvat ibadeti na tije grobovi, zanim to ne im interesirat. Nivnata važnost je kako da pravat državni sudiri, kako da pravat revoluciji, kako da stignat do stolicita. To je nivnata glavna misija. No gledaj ti Ibrahim alaihi salatu wassalam i gledaj niv. Gledaj ti Musa alaihi salatu wassalam. Musa alaihi salatu wassalam kaj kogo pojde? Kaj Firaun. Najgolemio zločinec na dunjalokot. Ne gledaš nikade, Allah ta'ala ne izvesti nas ona što go zboreše Musa alaihi salam so Firauna. Nikade ne gledaš da mu reče Musa alaihi salam na Firaun, pušti mi go patot za taja stolica mene. Jas imam pravo da bidam, ja sum vaka, ja sum taka, ne nigde. Tuku gledaš go povikuvat vo teuhid, nego povikuvat da mu je zemi negovata stolica, go povikuvat da vlezit vo Allahovata vera za da se spasit sebe si od ognot, odvečiti od ognot, od pekolot za sekogaš, saka dobro to za nego, zašto luge to na dunjalokot. Oni je luge koji se fokusirani za dunjalokot, koga gledat od tebe, ti sakaš da im go staviš nivni od dunjalog vo opasnost, ti je baraš taja stolica od niv. Ti vo toj moment pagjaš vo nivnite oči, zašto ti ideš kako vernik, sakaš da se predstaviš i da se prodadiš, no na kraj se gledat deka ti si ušte ponizok od tije što može bi se i na stolica. I tvoj interes ništo ne je od verata na Allah subhanahu wa ta'ala da implementiraš, tuku tvoj interes je samo da stigniš do taja stolica. Gledaj, Jusuf alaihi salatu wassalam. Nigde ne gledaš da im veli na kralovite i na vladarite, dajte mi to mesto, ja sakam da bidam vladar, izlezite vije, puštete me mene, puštete mi go pato, ja imam pravo. Ne gledaš tuku ona što gi povikuva beše da veruva vo Allah subhanahu wa ta'ala, ne im go bara dunjalokot, tuku saka da gi naprava da bida spaseni vo ahiretot. No ihwanul mufsidin, tije koji plaćat so golemi solzi, što se kažuva na televiziji i na YouTube i na sekade, lažgovci, teški lažgovci i manipulaci i prevaranti. Nemoj da se laži so nivnite lažni solzi, zašto nivnite lažni solzi se toliko lažni, kako što beše košulata od Jusuf alaihi salatu wassalam,
od volkot. Ne mi ideš zborot da go spomne. Od volkot. Znači, koga dojdo braćata na Jusuf alaihi salatu wassalam, so lažna krv. Znači, taja beše lažna krv, ne beše od volk koji go izvede Jusuf alaihi salatu wassalam. Lažna krv. Take isto se lažni solzite na ihvanul mufsidin, havanatul muslimin, koji sakad muslimani da gi prevaruvat i gi gorad muslimanskite deca, a ti je sami sonivnite familiji uživat, a muslimanskite deca gi praćat vog ogništa, za da gora tamo i so nadež da ne se vratat nikogaš, da se uništat. To sakad, da bidat muslimanskite deca barut zanifa. I dokazot, šejh Muhammed rahimullah velit, dokazot deka site poslanici koji gi isprate Allah subhanahu wa ta'ala, be isprateni za povikuvanje vo teuhid i predupreduvanje i zabranuvanje na širkot. Dokaz za to je govor od na Allah subhanahu wa ta'ala, velit Allah ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah ta'ala velit, nije na vistina, isprativ me do sekoj narod poslanik. Zašto? Obožavajte go jedini jedinstven Allah i odstranete se, oddalečete se daleko od lažnite bogovi. Znači, ova beše glavna ta misija, glavni oddavet, glavno to povikuvanje na poslanicite i pekamberite. Et teuhid, ne baranje na stolicite, ne baranje na državni stolici, baranje na državni sudiri i pučovi, ne, i demonstraciji. Demonstracite se zabraneti vo islamot. Ne postoat vo islamot demonstraciji, ama ihvancite, ti je krajno rasipani luge, ke dojdat i ke rečat mudaharat islamija, islamski revoluciji, islamski demonstraciji, kako što rekle islamski našidi, znači islamski ilahija, tije se muzika, no tije vela sveko jedna zabluda koja je nosat, mu je oblekata na islamot. Kako što reče šejh Rabija hafidahullah i vela duri, islamski diskoteki. Znači, vidi do kada dojdeni se tije luge. Islamski diskoteki. Znači, da misli neko što je slab so imanot, aha, ova islamska diskoteka. Islamski šiša barovi, islamski cigari, ne znam što. Sve znači moja klava, znači islamsko. I oni je koji, znači, slabi se vonivno to verovanja, gi gledaš da odat ponif. I tako za tije isto revoluciji, islamski revoluciji, ne, revolucite nemat ništo so islamot. Ne poznavat naša ta vera revoluciji, tuku tije revoluciji se dojdeni od Francuzite, od Francija se tije eksportirani. No, koga ne znajme naša ta istorija, togaž ke ni bidat tuđa roba eksportirana i ki ni ja prodavat kako svoja roba, za da se gorime i da ostanime vo ova situacija vo koja sme deneska. Hada wa sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.